Владата понуди, УПОС прифати. Предлогот на премиерот Мицкоски за зголемување на платите на административците, синдикатот ќе го потпише. Во него се предвидува во следните 2 години околу 7800 вработени во правосудството и управата да добијат 40% зголемување. За повисок минималец во приватниот сектор, Мицкоски остава синдикатот и работодавачите да најдат решение. Не е битно каде ние ќе појдеме и ќе го потпишеме. Тоа е понудата е ставена на маса и доколку се прифати од нивна страна, нема никаков проблем, тогаш и овие 7700-7800 државни службеници и административци ќе добијат, повторно ќе кажам, за 2 години и 2-3 месеци од денеска минимум 40% повисоки плати. Вработените во правосудството и управата земаа најниски плати од државните институции, во просек околу 28.000 денари, вели Деановски. Сега конечно ќе дојде до зголемување на нивните примања, а местото каде ќе се потпише е најмалку важно. УПОС, за оној мандат што ми е даден мене од страна на членовите на УПОС, го прифаќа овој предлог. Понеделник, вторник, среда, кога му одговара на премиерот, кога му одговарат на министрите, да се дојде да се потпишат овие колективни договори, да ја завршиме оваа голгота, бидејќи административците и колегите од правосудството имаат најниски плати во државната администрација, во јавната администрација. Опозицијата пак смета дека платите треба да се зголемат сега, а не за 2 години. Затоа ја повика власта да го изгласа законот кој го доставија до собранието за зголемување на минималецот на 600 евра. Сегашното ниво од 400 евра минимална плата не обезбедува доволно заштита за животниот стандард и не ја следи реалната структура на трошоците на едно просечно домаќинство. Работниците буквално се борат за парче леп и не може да чекаат до 2028 година. Македонија денес има најниска минимална плата во регионот и во Европа. Зголемување на минималецот за 12.000 денари и на сите останати плати за 6.000 денари е барањето на ССМ. Ако не се прифати, од следната недела најавија блокади и протести. Први ќе бидат пратениците од законодавниот дом. Наташа Мерсовска, Сител телевизија.